Почитувани, во четвртокот и вчера, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој ги исплати субвенциите за предадено млеко и за оризова арпа во вредност од 195 милиони денари. Од оваа сума, 153,4 милиони денари се за редовна субвенција за предадено кравио, овчко и козјо млеко на 60.742 сточари и 41,4 милиони денари за дополнителна субвенција од 5 денари за предадена оризова арпа на 1130 земјоделци. Во следниот период ќе следува исплата за дополнителната мерка за субвенции за површини со полјоделски, градинарски култури, овошни и лозови насади, за грла добиток, за предадени гранински култури, за домати, за откупена пченица, за предадени јаболка и за заклани свињи, поради превенција од болеста африканска чума. Со средствата кои ги обезбедивме со ребалансот, 915 милиони денари, ќе бидат насочени за исплата на интервентните мерки и со тоа стигнуваме до сума од близу 7 милиарди денари финансиска поддршка за земјоделството кои ќе бидат исплатени за оваа година. Исто така, како дополнителна помош за одгледувачите на овци, владата на последната седмица донесе одлука за нова дополнителна субвенција за одгледувачите на овци. Дополнителната субвенција е за предадено јагне во регистрираните кланички капацитети и е во висина од 400 денари по грло. Оваа дополнителна субвенција се носи поради проблемите со висина на цената на јагнето која што имат одгледувачите на овци. За да се намалат загубите на одгледувачите на овци, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство одлучи да воведе дополнителна мерка за предадено јагне во регистрираните кланички капацитети во висина од 400 денари по грло. Корисниците на оваа подмерка се земјоделски стопанства, одгледувачи на овци и корисници на подмерката 2.7 кои имаат предадено јагне во регистрираните кланички капацитети во период од 1 јануари до 2019 до 30 јуни 2019.